Собранието на Република Македонија и денеска ја продолжи конститутивната седница на која се дебатира за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашање на изборите и именувањата, реплики, контрареплики и процедурални забелешки и на денешното продолжение на собраниската седница. Пратеникот од ДУИ Адеми и денеска истакна, Талат Џафери секако ќе биде избран за председател на собранието. Во овој парламентарен состав не знам кога ќе се избере Талат Џафери за председател на парламентот, меѓутоа еден ден ќе се избере. ВМРО да помене во овој парламентарен состав нема да има председател на парламентот затоа што ги нема бројките. Тоа е елементарна лекција во демократијата. Бројките. Нема 61 пратеник, почитувани колеги. Демократската унија за интеграција и Алијансата за албанците во овој парламентарен состав се во коалиција со СДСМ и со партнерите во коалицијата на СДСМ. Со документ, со одлуки на најтранспарентен начин. Што друго треба да се случи? Државата полека се изолира. Пратениците од ВМРО ДПМН повторно побараа да се каже што е договорено со ДУИ и СДСМ и да се откажат од тиранската платформа, а како единствен излез од политичката криза го посочија одржувањето предвремени парламентарни избори, заедно со локалните. Илија Димовски од ВМРО ДПМН побара што е можно поскоро во јавноста да биде објавен законот за јазици што го договориле СДСМ и ДУИ. Гласачите на изборите во Република Македонија, посебно во делот на помалите етнички заедници и во делот на македонскиот народ, беа измамени. Би сакал да потенцирам дека повеќе од 70% од пратениците на СДСМ се уште го немаат видено законот за јазици кој што ДУИ го има договорено со СДСМ. И сметам дека тоа е неопходно ако ДУИ или ако колегата пратеник албанец сака да разбере дека покрај почитта на чувствата на албанците во Македонија треба да се почитува и чувствата на македонците и на турците и на власите и на бошњаците и на сите. Затоа нашиот апел е ден поскоро да излезе тој закон за јазици кој што е веќе усогласен и окончан, тогаш ќе знаеме на што сме и ние и граѓаните и колегите пратеници од СДС. Граѓаните секојдневно бараат од политичките партии платформата да биде отфрлена и истата може да биде предмет на дискусија, единствено после изјаснувањето на граѓаните на нови парламентарни избори, посочи Љупчо Димовски од собраниската говорница. Суштината е во тиранската платформа, која колку и да сакаат да сокријат од македонските граѓани и од самите себе си, сепак излезе на површина со сета своја антимакедонска содржина. И тоа може да се гледа од две страни. Од една страна на изготвувачите, зашто има основа за сомневање во искреноста и на добронамерноста за градење на заедништво, и од другата страна од оние кои прифатиле да се отварат крајно чувствителни теми кои задираат во националните интереси и за кои тие немаат легитимитет. Токму со тоа македонските граѓани не се согласуваат и отворено го осудуваат со можни конкретни квалификации кои што сега не би ги спомнувал за тие кои што имаат прифатено. Значи граѓаните бараат од сите политички партии платформата да биде отфрлена. Оваа платформа или декларација seедно може да биде предмет на дискусија единствено после непосредното изјаснување на македонските граѓани на нови парламентарни избори на кои само граѓаните ќе го имаат конечниот одговор за искажаните ставови. ВМРО ДПМН и денеска преку соопштение посочи дека молкот на СДСМ по вчерашните изјави во собранието значи одобрување на тиранската платформа и согласност со сите нејзини точки само за да се зграпчи власта, а ВМРО ДПМН јавно ја осуди и ја утврли и кажа дека не се согласува со нејзината содржина. Од ВМРО ДПМН нагласуваат дека тиранската платформа која ја прифати СДСМ во себе содржи неуставни елементи, чие реализирање ќе го поткопа уставниот поредок и целосно ќе ја редефинира Република Македонија.